Општина Карадарци во соработка со градски базен и со ново формираниот пливачко-нуркачки клуб Крачовица од денес формира школа за почетници со деца на возраст од 7 до 9 години. Значи, целата тука не е да ги запознаеме децата со основите на пливањето, со правилна техника, значи и да ги научиме децата полека да пливат. Борче, колку има пријавено за првиот ден денес? Значи, денес во првиот ден официјална бројка има од 44 деца. 44 деца кои споделени во 3 групи на возраст од 7 до 9 години. Како ќе работи пливачката школа? Пливачката школа предвидена ни е да работи 3 пати неделно, понеделник, среда и петок, термин од 9 до 10, 10 и 15 часот. Всушност ќе се работи еден учебен час. Да, еден учебен час. Во тој учебен час ќе се опфанат, значи, загревање, воведен дел, главен дел, завршен дел. Исто така сакам да ги поздравам и моите колеги тука од Сојузно училиште спорт, наши професори по физичко и здравствено образование кои ќе ни помогнат во овој проект. Да напоменеме дека и од Центарот за јавно здравје редовно ќе контролираат водата, односно квалитетот на водата. Да, тоа обврска на градски базен, редовно да се контролира и тоа се изведува. Моментално водата во базенот е 25 степени, идеална топлина, каде што може децата полека да влезат и да учат да пливат. Кажи ми, до кога е планирано да трае школата? Планот на оваа школа ни е да трае еден месец, доколку би имало заинтересираност од страна на членовите и со оглед на временските услови би го искористиле цел летен распуст. Како членки на Сојуз на спортове даваме еден мал придонес да отпочнеме со една спортска позитивна работа која во домен кај нас воопшто до сега функционирала, ама во некои така да речеме кратки мерки. Се надеваме дека со вклучување на наши колеги, наставници и професори по физичко и здравствено образование, офанавме групи на деца од 6, 7 и 8 годишна возраст за почеток. Се надеваме дека ќе не идеме на позитивен ефект, иако е почеток, секако дека ќе се воздржиме од моменталните коментари. Дадовме првен приоритет да отпочнеме со работа, да организираме еден ваков дел на обука и методика на пливање, така да што во иднина даваме еден потенцијал, една намера, доколку се биде како што треба и најавите од локалната самоуправа и градоначалникот дека наскоро ќе добиеме и базен од затворен карактер, така да ние ова не го правиме само еднократно и во овој момент, него од денес па натаму се надеваме дека ова ќе биде од траен карактер и се надеваме дека со постапките, со работките со локалната самоуправа, со образовните структури, дека ќе го вметнеме и пливањето како редовен час во наставата по физичко и здравствено образование. Тоа само за крај, доколку локалната самоуправа и Агенцијата за млади и спорт го направат затворениот базен, колку ќе се вметне пливањето во редовната настава? Значи, ние како наставници и професори, како училишен спорт ќе дадеме се од себе и во рамките на програмските цели, што ги добиваме од Бирото за развој на образование, во соработка со локалната самоуправа ќе направиме се од себе да децата од општина Кавадарци, од цела општина, тука не само градот, ги вклучуваме и сите селски средини каде што има основни училишта, дека се надеваме ќе го вметнеме како еден барем неделно редовен час по физичко и здравствено образование. И од тоа да инициираме дека освен тој наставен процес ќе се најде желба, ќе се најде едно процесно решение да се оформи и еден пливачки клуб каде што децата освен како редовна настава и методично обучување на техниките на пливање ќе можат и професионално да се бават со спортот пливање, дај Боже и со ватерполо.
Инел